Опозицијата ги збива редовите во пресред на собраниската седница за уставните измени. 2 дена пред како што веќе во политичките кругови се нарекува Денот Д, во седиштето на ВМРО ДПМН се одржа координација на пратеничката група на партијата и на останатите партнери од опозицијската коалиција на која присуствуваше и Христијан Мицкоски. Ставот останува непроменет. Нема уставни измени под, според ВМРО ДПМН, бугарски диктат. Тоа е епилогот од денешниот состанок свикан заради петочната пленарна седница на парламентот. Оваа седница ќе биде добра можност да се увери целокупната јавност дека власта цела една година лаже, манипулира и се е магла околу уставните измени и дека не се ни близко до уставни измени. Тоа значи дека власта е разголена и нема друг адут освен лагите и манипулациите. Ова се случува секогаш кога народот ќе се потцени и кога личните интереси ќе ги стават пред тие на државата. Тие цела година купуваа време со очекување и сега стануваат жртва на собствените лаги. Дозволија државата да ја стават во подредена позиција и да ја донесат во слепа улица. После ова очекуваме одговорност. Опозицијата засега не ја открива стратегијата за нејзиниот настап петок. На прашањето дали пратениците ќе бидат присутни во салата, Мицевски само повтори дека ќе ги изнесат своите аргументи. До него, како што вели, не стигнале какви било информации за притисоци врз нивните пратеници. Наспроти ставовите на опозицијата, владеачкото мнозинство се уште се надева на поддршки и приклучување на ВМРО ДПМН, како што го нарекуваат, проевропскиот блок. Јас очекувам сите 120 пратеници да се стават на висината на задачата, да ја сватат одговорноста која што сите ја имаме пред граѓаните. Може би ова на Мицковски му е последната можност да се приклучи кон проевропскиот блок. И Мицковски ДПМН предпоставувам дека ја имаат последната шанса да покажат чувство на одговорност пред граѓаните, затоа што наша обврска како политичари е да им обезбедиме сигурна иднина на граѓаните. Денеска јавен настап имаше и шефот на ДУИ во партиското седиште во Тетово, но Ахмети не ја отвори темата за уставните измени. Во присуство на косовскиот министер за транспорт зборуваше за градење на патот од Тетово до Призрен. Поентите за потребата од уставни измени Ахмети му ги остави на неговиот сопартиец и шеф на дипломатијата Бујар Османи. Со месеци доаѓаа пријатели и министри од целиот свет и не охрабруваа со пријателски совет да се фокусираме на овие предизвици и да ја надминеме оваа последна формална пречка пред отварањето на големиот хоризонт на поглавијата од преговорите. Затоа ве повикувам да не дозволиме да се дефокусираме сега, кога сме во финале, и да се дезориентираме, туку да го задржиме курсот и родителската одговорност пред идните генерации, напише Османи на својот Facebook профил. Дали, како што тој порачува, моментот е сега, ќе се види веќе в петок. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.